Неговото име често се поврзуваше со живот под рефлектори, забави и имидж на печен заводник. Сепак акторот вели дека реалноста е поинаква. По завршувањето на секој проект, вели тој, му треба време да се повлече и да ги наполни батериите. Работам напорно, а потоа секогаш морам да се пенсионирам некое време. Морам да ги наполнам батериите, рече тој. Додаден дека не му е секогаш потребна целосна осаменост за вакви моменти на мир, бидејќи може да ги најде во друштво на блиски луѓе. Бред Пит ја започна својата кариера на почетокот на 90-тите, а неговото лице брзо стана едно од најпрепознатливите во Холивуд. Филмови како Телма и Луис, Запознайте го Џо Блек, 3 и Господин и госпоја Смит го зацврстија неговиот имидж на филмска заводничка. Подоцна улогите на Тајлер Дарден во Буречки клуб и Клиф Бут во Еднаш во Холивуд дополнително ја зајакнаа таквата јавна перцепција. Со текот на годините, самиот актер призна дека не било секогаш лесно да се справи со постојаното изложување. Денес тој зборува за тоа посмирено од позиција на човек кој зад себе има децениско искуство. Веќе не станува збор за актер кој се опитува да ја разбере славата, туку за личност која живее со неа повеќе од 30 години и научила да препознае кога да забави. Кралицата на поп музиката Мадона откри дека биографскиот филм за нејзиниот живот, кој подоцна не беше реализиран, можел да се снима во Србија. Во разговор за проектот посветен на нејзиниот живот и кариера, Мадона објасни дека со години работела на сценариото и развојот на филмот во соработка со Universal Studios, но дека проектот на крајот пропаднал поради несогласувања околу буџетот. Требаше да снимам филм за мојот живот. Работев на сценариото 2 години и поминав уште 2 години во Universal Studios со продуцентите кои работеа на буџетот и кастингот. Се расправавме за буџетот, бидејќи ми беше потребен. Имав извонреден живот, па ми требаше голем буџет, изјавила Мадона. Таа открила дека во еден момент била разгледувана можноста снимањето да се пресели во Србија за да се намалат трошоците. Најдов начин да го направам тоа за помалку пари во Србија, но не мислам дека им се допадна идејата. Една од нивните први реакции беше: "Не веруваме дека би останале во Србија повеќе од 4 дена." Тогаш ги прашав: "Дали го прочитавте сценариото? Целиот мој живот беше борба за преживување. Не одам таму на одмор," рекла пејачката. По пропаѓањето на филмскиот проект, како што објаснила, била контактирана од Netflix со предлог нејзината животна приказна да биде преточена во серија. На 24 јуни 1982 година во Скопје е роден Гаро Тавитјан, еден од најистакнатите македонски музичари, перкусионисти и тапанари, чие име денес е препознатливо далеку надвор од границите на Македонија. Со повеќе од 2,5 децении активна кариера, стотици концерти широм светот и бројни соработки со врвни светски музичари, Тавитјан представува еден од најуспешните амбасадори на македонската современа музика. Роден во музичко семејство како син на легендарниот тапанар Гарабет Тавитјан, Гаро уште од најрана возраст покажува исклучителен талент за музика. Основното музичко образование го започнува на само 5 години, а подоцна се школува во Илија Николовски Луј во Скопје. Својот прв јавен настап го има на 12 годишна возраст на концерт на својот татко, со што започнува едно извонредно музичко патување. На Универзитетот во Павија, Италија, се одржа промоција на нова книга на режисерот Милчо Манчевски со наслов Манчевски Fiction and Non-Fiction. Издавач е римската куќа Q Press во едиција со тимови од и за Самуел Бекет, Федерико Фелини, Марко Ферери. Уредник на изданието е младиот италијански писател и публицист Лудовико Кантисани, а воведот го напиша легендарниот директор на Венецискиот филмски фестивал Алберто Барбера.
Книгата содржи поезија и проза од Манчевски, негови теоретски размислувања за природата на уметничкиот процес, серија длабенски италијански интервјуа со него и сеопфатна уметничка биографија и анализа на опусот. Покрај тоа што представува своевиден водич низ досегашното филмско и уметничко творештво на реномираниот македонски режисер, овој радикален опус ги истражува и границите меѓу фикцијата и документарниот израз, еден од централните дискурси во творештвото и истражувањето на Манчевски.